Почитувани, на таче му се кратки нозете, ги гледаше во очи и ги излажа студентите. Токму тука, во собранието, во попладневните часови, во ноември месец, премиерот триумфално објави слика дека постигнал договор со студентите. Имено, согласно тогашниот договор се продолжи примената на Законот за субвенциониран студентски оброк до март 2023 година, со ветување дека во период од 5 месеци ќе се формираат работни групи и ќе биде изгласан нов закон кој ќе содржи системско решение, а ќе биде плод на договор меѓу студентите и институциите. Помина половина март, а таков закон во собранието нема. Студентите се жртва на политиката на СДСМ и ДУИ купи ден помини. Одинат не ја прифатија сугестијата на ВМРО ДПМН е законот да важи до крајот на академската година. Почитувани студенти, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ќе поднесе предлог закон со кој вредноста на субвенционираниот студентски оброк ќе биде 160 наместо моменталните 120 денари, а исплатата на истиот ќе биде до крај на оваа академска година, а не заклучно со март 2023. Тоа е нашето прво барање. Талат Џафери да не го блокира овој предлог закон и уште во четврток да се најде на пленарна седница. Пратениците на СДСМ нека направат нешто добро за иднината на Македонија, за 30.000 студенти и нека го прифатат нашиот предлог. Нашето второ барање во месеците што престојат е Клубот за млади во рамки на Собранието на Република Македонија да биде модератор за изработка на новото законско решение за законот за субвенциониран студентски оброк. Министрите од ДУИ очигледно се зафатени со асистенци и шутирање слободни во канцеларијата на Груби и тукму затоа се неподобни да го водат процесот од кој што зависат десеттици илјади млади луѓе. Колегите од власта можат да покажат дали имат капацитет и право на сопствено мислење само со прифаќање на нашето второ барање, со што консензуално ќе донесеме закон од кој бенефит ќе имаат студентите. Благодарам. Сметам дека барањата на средношколците, конкретно на организацијата ОДАС се легитимни и го поддржувам диалогот и нивните барања кои што ќе ги водат со институциите. Сведоци сме дека голем дел од наставата се изгуби со дојавите за бомби, а владата не најави никаков план нити предлог како таа настава ќе се надомести, каков ќе биде начинот на полагање матура. Да, треба да се полага матура, но сметам дека тоа треба да се прилагоди на актуелната состојба и да се излезе во пресред на средношколците и на студентите.